Некој друг за реплики, нема само 20 секунди. Благодарам, подпредседателе, почитувана колешке Ајдари. Говоревте за буџетот, за проекциите кои што ги има владата за реализација на буџетот и како што кажавте, буџетот е со акцент на здравието и животот на граѓаните, за финансиска консолидација, за подобрување на општите услови за живот на сите, но јас би рекол дека проекциите во буџетот се такви какви што се, но најмалку во корист и во интерес на граѓаните, затоа што реализацијата на буџетот нема да биде во задоволителен процент од она што е предвидено во него. И вие како и јас доаѓаме од Тетово, од градот Потчара, и самите знаете дека ако го погледнете и овој буџет, ќе забележите дека нема ниту една поголема капитална инвестиција која што се планира да се реализира. Ако се земе во предвид дека во Тетово сте на власт како партија долг период, би требало да се пофалите денеска со реализирани проекти, а не она што ќе направите во идниот период, затоа што граѓаните очекуваат реализација и ништо повеќе од тоа. Знаете и самите дека имаме во Тетово недостиг на чиста вода за пиење и дека проблемот со водоводната мрежа во Тетово не е саниран и покрај тоа што дуи долго време имаше локалната власт во Тетово и централната власт и можеше да направи многу повеќе за тетовчани. Во однос на капиталните проекти би сакал да ве потсетам за проектот за пречистителна станица кој што требаше да биде реализиран, а колку што имам информации се уште не е започнат. Тоа значи дека Тетово, град со околу 100.000 жители, нема пречистителна станица, што значи дека отпадните фекални води се излеваат директно во земјоделските површини на нашите земјоделци, а потоа ние таа иста храна ја конзумираме, почитувана колешке. Говоревте за патот Тетово-Гостивар, јас не знам како го споменувате тој пат. Сите ние патуваме по тој пат и знаете дека представува еден од најкатастрофалните патишта во Македонија, на кој што секојдневно се соочуваат луѓето со проблеми и со сообраќајки. Тој пат се уште не е започнат, а сега пак говорите и за пат Тетово-Призрен, дека ќе имало некоја визибилити студија. Исто така не им кажавте на граѓаните дека ќе ги задолжите за нови 545 милиони евра во 2022 година, дека ќе се зголемат приходите, кажавте, од наплата на даноци, но тоа значи дека ќе биде на грбот повторно на нашиот осиромашен народ. Значи, да се фалите со зголемување на пари од наплата на даноци и од казни, секако не е за почит. Благодарам.